Јакимовска е всушност долгогодишен соработник на ПХВ програмата и на целиот ПХВ тим. Та некако за цело време даваше поддршка за тоа што ние го работиме и на наша покана всушност денеска ќе биде предавач на оваа работилница. Нема да должам многу, Илина ти посакувам успех и на сите учесници на вистина да научат интересни нови нешта и секако да се заинтересираат за темата, но да речам и за наука како што е етнологија и можеби понатака да развијат интерес дури да станат студенти кај вас на Институтот на етнологија и антропологија. Но секако ти повеќе ќе зборуваш за тоа, а јас тука некаде му го давам зборот на Мухамед кој што треба да ги заврши сите оние технички работи пред да започнеш ти со предавањето. Со среќа. Добро вечер, здраво на сите. Многу ми е мило што сте така во добар број. Јас се викам Мухамед Вели и јас го модерирам сето ова, така да мене и ми следува техничкиот дел да ви го презентирам на вас. Доколку пукне линк, ќе биде објавен друг линк исто така на ПХВ Недела театар. Работилницата од овој момент се снима, така да доколку што не ви е удобно, може слободно да ги изгасите камерите. Работилницата јавно ќе биде објавена на нашиот ПХВ YouTube канал, како и сите други работилници до сега. Обично се објавуваат одма утрешниот ден, значи петок до 12 часот. Никој друг нема право да ја снима работилницата. Ќе ве замолиме да бидете на мјут кога не зборувате, да не користите лажни имиња за учество во работилницата, а тоа се поврзува со тоа што за 10 проследени работилници следуваат благодарници. Доколку сакате нешто да прашате, кренете го вашето виртуелно раче. И чинам сака Давид нешто да праша. Добро вечер, јас сум Давид Крстевски од Црвен крст од општинска организација Карпаш и баш ме мило што сум дел од оваа ПХВ работилница. Фала ти што се представи Давид и добре дојде на ПХВ работилницата. Доколку ако сакате нешто да прашате исто како Давид, може да го кренете вашето виртуелно раче. Ќе почекате нели предавачот да ви даде збор, доколку процениме дека непристано се однесувате, ќе бидете отстранети. Ако имате предлози за белешки на дополнувања, може слободно да ни пишете на phvredcross.org.mk. Ќе кажам уште збор с два за ПХВ програмата. Многу од вас ја знаат, ја дури сретнувам и луѓе на факултет, на работа, на улица кои некако биле поврзани со ПХВ. А тоа е затоа што ПХВ трае повеќе од 20 години. Таа е програма наменета за млади луѓе. Многу работи се случуваат преку ПХВ, тоа станува збор за менување на дневна рутина, потикнување на активности во заедницата, помош во заедницата. Нашиот модел беше поразличен од ова што се случува сега. Имено се дешава обуки, имаше финална работилница, се работеа проекти во живо нели со луѓе, но поради ковид пандемијата и општата криза, за да се зачуваме и да бидеме побезбедни, одлучивме да преминеме во онлайн модел. Преку тоа 24 инструктори од ПХВ тимот ќе реализираат 40 работилници, секој четврток во 20 часот, значи не остануваат уште 6 работилници после ова. Денес е 34-та работилница. Поминавме ред многу интересни теми: вештачка интелигенција, биодиверзитет, позитивни вредности, анксиозност, заштита на животна средина, вовед во психологија и ред други. Денес имаме многу интересна тема, а таа е Мамихлапина Тапеј, вајде да го прочитав добро, али тоа е дел од предизвикот, непредводливите зборови како начин да запознаеме различни култури. Професорката Илина е професорка на Институт по етнологија и антропологија, таа е поранешна вработена во Меѓународниот крст, уредник на рубриката на култура Bookbox на Off.net и авторка на аудио подкастот Обични луѓе. И од нешто друго што истражив, таа има напишано неколку книги и преведено уште многу други. Толку годишен соработник е на ПХВ програмата и денес ќе ни зборува за ова ептен интересна тема, пошто ПХВ промоција на хумани вредности. Така да поверете, професорке, подиумот е ваш. Ти благодарам, практично ти кажа се. Јас само сакам да кажам на оние кои што не ме знаат дека се викам Илина затоа што сум родена на 2 август, значи на Илинден, нешто по 1903 година, по самиот историски Илинден.
Како мала, 6 години живеев во Грција, во Атина, затоа што татко ми беше новинар, дописник на Нова Македонија. Прво одделение почнав да учам на грчки јазик, што беше првиот јазик кој што официјално го чув во домот. И може би токму заради таквиот ран контакт со некоја друга култура, ми остави печат, па оттаму и се запишав на студиите по етнологија и антропологија. По завршувањето на студиите продолжив на истиот факултет со магистратура, докторат и така натаму. И тоа беше изненадување за многумина, затоа што очекува дека ќе се запишам на книжевност или на некој јазик. Именно кога бев мала беше забележано дека имам талент за пишување, што не е контрадикторно нели на тоа да студираш етнологија, меѓутоа сепак веќе кога ќе навлезеш во таа област би требало да пишуваш академски статии на некој друг стил. Она што мене ми фали во таа смисла, се обидувам да го надоместам со пишувањето на оваа рубрика Bookbox, која што ја работам веќе 12 години како хоби, а од мирно седење во текот на пандемијата почнав и со тој аудио подкаст кој што раскажува приказни, па иако се вика обични луѓе, ама сепак за необични луѓе, професии, хобија и така натаму. Спомна дека работев во Меѓународен комитет на Црвен крст, тоа е точно, значи 6 многу убави години поминав таму, во прилики кои што не секогаш беа убави за нашата земја, но како можност да се запознам со многу убави луѓе, меѓу кои некои од вас тука присутни, рече со Александра. Нашето пријателство трае уште од тогаш, значи од времето на воспоставувањето на оваа програма ПХВ, која што произлезе практично од Меѓународен комитет на Црвен крст. И моите најубави спомени од тоа време се токму ПХВ работениците и се надевам дека после пандемијава повторно тие ќе се воспостават во живо, па ќе можеме и да се видиме во некоја идна прилика. Да се фокусирам сега на темата на денешното, не би го нарекла предавање, повеќе презентација. Се надевам дека ќе биде интерактивна, дека ќе учествувате. Непроводливите зборови како начин да запознаеме други култури. Најпрво би сакала да ги слушнеме вашите очекувања, значи во контекст на оваа тема, со какви очекувања се приклучивте, значи што би сакале да слушнете, што мислите дека ќе слушнете на ова предавање. Мухамед ќе води список на вашите очекувања, па да видиме дали до крајот тие би биле остварени. Значи слободно напишете во чет или пак гласно коментирајте. Еве јас ќе читам тоа што ќе ми стигне во чет. Некој прашува што поточно значува овој поим. Значи, поимот ќе го објасниме подоцна, но темата е, ако се мисли нели на овој долг збор, тоа е само така еден тизер, што се вели на англиски, значи само еден поттик за воведување во темата, кое што се состои од необични зборови од различни јазици. Значи, едно од очекувањата е да научам нешто ново, навистина непознато. Сара прашува дали сите зборови се вака долги. Не се. Некој друг дали има некакво очекување? Да биде интерактивно и да имаме шанси да зборуваме. Добро, пред. Да дознаеме некои извори од каде можеме да се запознаеме со разни култури. Ќе научиме сосема нови невидени и неслушнати нешта, како да бидеме отворени кон нови култури. Споделување на свое искуство од ПХВ, како културата влие на секој индивидуа засебно. Горед. Ако е тоа се, тогаш квалитетно поминато време, убаво поминато време, да слушам интересни работи. Горе, се надевам дека можам да ги исполнам овие очекувања, горе долу ќе видиме.
Ако е тоа се, сега може да преминеме на слайдот со цели. Може би премногу брзо, Мухамед, кажи ми ако не можеш да постигнеш. Да. Значи, моите цели кога размислував беа следниве: да се научат необични, тешко преводливи зборови од различни јазици и на тој начин да се запознаат тие култури, да се потикне креативност во нашето изразување на мајчин јазик, учесниците да се запознаат со студиите по етнологија, антропологија, прилуки и да се забавуваме низ учење. Значи, горе-долу слично со она што и вие го очекувате, значи добро сме уиграни и мислам дека заедно можеме да ја постигнеме целта. И сега, како некој вид на контекстуализација, бидејќи како што ми беше испратен протоколот, да го наречам, сценариото на оваа урнекот на ваквите работилници, дали некогаш сте чувствувале дека ви фали збор за да изразите нешто? Значи, едноставно, не дека не знаете што сакате да кажете, но го немате вистинскиот збор. Може би тој постои во некој друг јазик што го познавате и може некогаш и го зајмите од тој јазик, претпоставувам најчесто од англискиот, но понекогаш едноставно мислите дека апсолутно не постои збор за она што го чувствувате или за она што сакате да го соопштите. Да видиме кои се одговорите, значи има многу да, дефинитивно, така е, цело време. Значи, ете, да се покажува дека голем дел од нас го имале овој проблем и не би го нарекла проблем, повеќе предизвик, кој што не е ненадмирлив. Јас би го кажала проблем. Да, У значи, систем имаме момент на младите луѓе, младите зборуваме за мене и за мислам дека многу тука, зборуваме полумакедонски, полуанглиски во наш говор со наши врсници и без проблем се разбираме. Викам дека е проблем дека имаме подобар вокабулар на англиски јазик него на нашиот мајчин јазик. Да, јас тоа го гледам по мојот син, тој има 14 години и навистина се труди да го развива речникот и воопшто граматиката на македонскиот јазик, но ако треба нешто брзо да се изрази или прецизно да се изрази, тогаш многу му е полесно на англиски. Дури морам да признаам дека и мене понекогаш побрзо ми доаѓа англискиот збор и морам малце да се концентрирам. Може би затоа што едноставно сме под голем наплив на англиската терминологија или затоа што тој самиот како јазик е многу ефикасен. Значи нема членување, нема падежи во однос на други јазици и така натаму, многу е практично ориентиран. Еве има еден пример, NAMP. Значи, дали ќе може следниот слайд да го видиме? Зошто воопшто ни се потребни збора? Кога човекот почнал артикулирано да комуницира еден со друг, значи кога еден Homo sapiens прв пат му се обратил на друг Homo sapiens, најверојатно тоа било по практични причини. Најверојатно тоа не било за да изрази некакви метафизички, абстрактни чувства или да каже о ти љубена моја, туку било за нешто да сигнализира, можеби опасност или некакво задоволство, но на најбазично ниво. Всушност, една од функциите на јазикот е токму тоа. Кога поминувате низ некаква ливада, ако забележите змија и речете пазете луѓе змија, секој да знае на што мислите, а не да мисли дека сте виделе падна чадор, например. Или ако сакате некому да му дадете насоки на движење, ако кажете втора улица десно, тој некој да свати дека навистина е втората улица десно, а не лево или право. Некако мене, кога ми држеа часови по возење, инструкторот стално ми викаше право, а јас го слушав браво, затоа што така сакав нели да го слушам. Недоразбирања секако се можни, дури и кога ќе се употреби вистинскиот збор, но главно тие
недоразбирања се или поретки или се случуваат помеѓу различни јазици заради исти зборови со различно значење. Например, се сеќавам кога бев во Полска, во Варшава, сакав да се качам на воз и прашав на шалтер колку време е потребно возот од Варшава да стигне до Вроцлав. И жената најлюбезно ми кажа 2 години. Всушност година на полски значило час. И јас едноставно се шокирав како е можно 2 години возот да патува од Варшава до Вроцлав. Тоа би требало да биде 2 часа со нивните побрзи возови. За потоа да сватам дека всушност недоразбирањето е заради истоветното значење на зборот година. Сепак ова е само на едно практично ниво. Јазикот служи за изразување апстрактни концепти, идеи, чувства и мисли кои не мора да се буквални, туку метафорични, односно преносни. Например, ако некому му кажеш ми гори срцето по тебе, тоа не значи дека тебе вистински ти гори срцето, нели? Туку дека имаш некакви чувства кон тој човек. На планетата денеска се проценува дека постојат 7000 живи јазици. Во секој од нив постојат зборови за изразување на вакви апстрактни нешта, но тие понекогаш се тешки да се преведат на македонски, англиски или некој од подоминантните, почестите јазици кои што се зборуваат во светот. Но тоа не значи дека ние не можеме да замислиме што значи тој некој израз, само ни требаат повеќе зборови да го опишеме. Значи не постои еден збор на тој јазик кој што директно ќе најдеме еквивалент на нашиот мајчин јазик. Ве повикувам од текот на оваа презентација, значи уште од сега, да размислите кои би биле таквите тешко преводливи зборови од вашите мајчини јазици или од странски јазици и ќе видите зошто ви го кажувам ова, бидејќи при крајот на презентацијата ќе има едно изненадување. Ако може следниот слайд. Значи, за оваа презентација имав собрано на вистина голем број на непреводливи зборови од различни јазици и култури на различни теми. Значи, од семејни односи, здравје, забава и така натаму. Меѓутоа се одлучив да бидат непреводливи зборови на иста тема, поврзани со љубов. Зошто со љубов? Па така, затоа што е убава тема. Во текот на презентацијата можеби нема да погодам изговор на некој од овие зборови, бидејќи сепак не ги зборувам тие јазици, значи не гарантирам дека ќе бидат коректно до крај добро изговорени, меѓутоа тоа и не е толку важно, изговорот можете понатаму да го проверите. Јас ќе се обидам да го изговорам што е можно поточно. Значи ова е зборот Мана Бамате од јазикот на домородниот народ од Полинезија, кој што живее на Великденските острови во југоисточниот Тихи океан или Пацификот. Веројатно сте слушнале за Великденските острови, тоа се оние острови каде што ги има оние големи камени како кукли што изгледат како ликови. И на јазикот на тој домороден народ, Рапа Нуи, овој збор, Мана Бамате, значи кога немате апетит затоа што сте заљубени. Сега секој нели различно реагира кога е емоционално вознемирен, кога е заљубен во однос на храна. Некој многу јаде, некој па воопшто не му се јаде. Не знам вие како се чувствувате кога сте заљубени во врска со храна. Јас се сеќавам дека на времето со мојот сегашен сопруг постојано одевме по пицерии и ресторани, иако тогаш имавме помалку пари, ама изгледа повеќе апетит имавме. И јас никогаш не сум страдала од недостаток на апетит кога сум била заљубена. Меѓутоа, ете, во овој јазик постои збор за опис на едно такво чувство. Следниот збор така, е токму оној од насловот на оваа презентација. Мами хлапи натапај. Тоа е од јазикот на народот Јаган, од Тиера дел Фуего,
најјужната точка на Јужна Америка. Значи, нешто што верувам дека ќе го препознаете без да го знаете овој збор. Тоа е поглед кој што се споделува помеѓу двајца луѓе. Секој сака нешто да се случи, меѓутоа секој се срами да го потегне прв. Дали ви е позната ваква ситуација? Значи, не мора да може да биде помеѓу машко и женско, може да биде помеѓу партнери кои што сака да иницираат некаква романтична ситуација, но и не мора. Например, може би јас и Алекс стоиме пред сладкарница и двете сме рекле дека ќе бидеме на диета, меѓутоа внатре премногу голем предизвик има во сладкарницата, се погледнуваме меѓу себе, секој од нас сака да влезе и да каснеме од благото, меѓутоа никој не се осудува да го направи првиот чек. Значи, ние сме во мами хлапи на тапеј ситуација. Ова е збор кој што е прогласен за најгуст, така да кажам, најзипуван збор на светот, кој што со најмалце букви искажува едно многу комплицирано чувство за чие што објаснување се потребни повеќе зборови. И ова е единствен ваков збор со вакво значење во светот. Заради тоа и го стави во насловот на презентацијата, затоа што е многу, така да речем, необичен и екзотичен. Во неговата основа стои глаголот и хлапи, што на јазикот на тој народ, што би го кажав, значи да не знаеш што да направиш следно. Ако може следниот слайд. Реков дека овие зборови ќе бидат поврзани меѓу себе тематски со љубов, меѓутоа нели има и различни видови на љубов. Младешка, љубов помеѓу родител и дете. Ова е љубов која што, поред овој кинески термин, значи ова не е еден збор, туку е повеќе фраза или израз, и нема ни да се осмелам да ја прочитам лично, затоа што сигурно ќе ја загрешам. Значи, да се држиш за рака и да старееш заедно. Тоа е идеалот на љубовта во таа кинеска култура, изразен преку оваа фраза, дека љубовта не е нешто само што се случува страствено во еден миг, кое што го топли срцето, ама потоа тоа исто срце може лесно да се олади, туку е нешто што се одвива во континуитет и кое што е убаво да трае цел живот. Следниот слайд ќе видиме еден збор кој што е поврзан со љубовта кон домот. Значи може да е кон татковината, но може да е и кон домот како место, како локација кое што сме поврзани на емотивен начин, со спомени, со врски кон соседите, нашето семејство, роднините, и е од велшкиот јазик, гласи хирает, носталгија за дом, каде што човек не може да се врати, дом кој што може би никогаш не постоел во вистинска смисла на зборот, како некое стабилно место. Значи, еден копнеш и една тага за изгубените места од вашето минато. Ова чувство, верувам дека го имаат многумина од нас, без оглед дури да не сте бегалец од сопствената татковина, може би имате некое такво место кое што сте морале да го напуштите и кое што ве влече секогаш кога ќе го видите, доколку се уште постои, или ако не го гледате физички, едноставно се сеќавате на него и представува дел од вашата лична приказна и лична историја. Следниот збор е од еден јазик кој што многу ретко се зборува во денешно време, во Индија. Ете така. Видов едно маче пред почетокот на оваа презентација, значи е уште едно негово другарче тука. Ова е јазикот санскрит, кој што е некој еквивалент, да речам, сличен на старогрчки или латински во Европа, значи древен јазик, кој што
се зборува во Индија, но многу малце луѓе всушност се уште го користат. Кама мута значи буквално трогнат од љубов. Знаете, некоја таква ситуација која што тешко можете да ја опишете со зборови, но која што едноставно ве допира, ви ги насолзува очите, ве разгалува. Може би е некој ветре есенско кое што ги понесува жлутите лисја. Може е некоја сцена во која што некој некому му помага за некоја мала работа, меѓутоа ви дава некаква надеж во човештвото. Некоја преградка која што ќе ви кажеш дека се ќе биде во ред. Тоа е кама мута чувство. Како невиноста на погледот на ова начин. Тоа може да биде и ненадејно чувство на припадност кон семејство, на некој тим, значи спортски тим, кога вашиот тим победува, па и кога губи, зашто да не. Може да е религиско чувство, значи приврзано со Господ, со некоја надприродна сила или со космосот, нешто што во некои филозофии се нарекува просветлување. Малце поблиску до дома, следниот збор е всушност на сите вас познат, претпоставувам, мерак. Значи, често се спомнува, ова не е реклама нели за овие места, само ги издвоив за да ви кажам колку често се користи, особено поврзано со храна и со забава. Да имаш мерак на нешто или некого, значи дека нештото го посакуваш. Имаш позитивни чувства кон него, нешто те привлекува. Меѓутоа, кога треба да се објасни на некој странец што е точно тоа мерак, странец во смисла некој што не е од Балканот пред се, еве на англичанец, многу тешко тоа оди. И во Сараево има видено една разгледница на која што беа представени турско кафе, локум, и така една атмосфера пријатна и пишуваше мерак, difficult to translate, easy to enjoy. Че тешко е да се преведе, но лесно е да се ужива во меракот. И сега не знам дали во оваа група има некој кој што зборува турски. Ако има, ќе го замолам да се јави, затоа што сум слушнала Ева. Сум слушнала дека на турски мерак всушност не значи она што за нас е мерак. Дека повеќе влече на кај некаква љубопитност, а дури и на некое негативно чувство на измачување, кога сакаш нешто толку многу што се само измачуваш. Не знам дали е точно, меѓутоа можно е некои турцизми кои што се останати кај нас со одредено значење, во современиот турски да го смениле значењето, и кога ние ќе кажеме мерак и кога некој роден говорител на турски ќе каже, да не мислиме на иста работа. Сигурна сум само за грците дека за нив мерак е истото што и за нас, само што они го зборуваат како мераки. Што ни кажуваат сите овие зборови? Ако може следниот слайд. Значи, ни кажуваат многу. Например, дека кога имаме интензивни чувства, тоа ни влие врз телото, на физичките симптоми, например, се потиме, се тресеме, не ни се јаде или многу ни се јаде, не можеме да спиеме и така натаму. Дека сите луѓе имаат носталгија кон места и времења кои или реално постоеле, или ги замислуваме, затоа што во минатото сме биле посрекни и позаштитени таму, на тоа место, например, во детството. Дека најважните нешта во животот е да се чувствуваме безбедно, да живееме блиску до луѓето кои ги сакаме и да уживаме во малите нешта во животот. Дури кога зборовите кои го опишуваат сето ова се од за нас непознати јазици и култури, ние ги препознаваме идеите и чувствата кои тие ги опишуваат и лесно можеме да се идентификуваме со нив. Со еден збор, сите овие термини кои што ги кажавме до сега, и покрај тоа што се од далечни култури, значи од Великденски острови, Кина, каде се не прошетавме, сепак зборуваат за универзалноста на овие чувства и на овие човечки мисли, а универзалноста, како што знаете, и
принцип на Црвениот крст во една друга смисла, но без оглед на тоа, Црвениот крст исто така инсистира на сваќањето на луѓето како исти и еднакви. На овој начин и јазикот го прогласуваме за таков. И покрај денешната доминација на англискиот јазик пред се, постојат јазици, дел од него е изумирање, кои содржат огромно лингвистичко богатство, кое не сме да се занемари. И од овие јазици можеме да зајмиме и во мајчиниот јазик. Например, еве ова нам што ни фали, можеби ќе го најдеме во некој од овие јазици и можеме од таму да го земеме и да го користиме. Следниот пат, кога со некој ќе размените поглед и ќе го почувствувате она, дека и вие и тој или таа сакате едно исто, но се срамата почнат први, тогаш можете да го искористите зборот кој што денеска го научивте. Ваквата љубопитност за пронаоѓање зборови од различни јазици ќе ви го зголемат и знаењето за другите култури, а и сопствениот речник. Значи, воведувањето на нов збор не е никаков грев, ниту пак постои некаква забрана за тоа. Еден пример ќе ви кажам дека и самиот англиски, кој што сметаме дека е многу богат лингвистички и сигурно дека е, сепак има еден збор, најмалце позајмен од германскиот, сигурно има повеќе, меѓутоа еве за оваа прилика на еден ќе се концентрираме. Тоа е Schadenfreude, значи кога американец или англичанец сака да каже дека некому му фаќа сеир, тој користи германски збор, колку и тоа чудно да звучи. Во англискиот не постои збор за сеир, но постои во германскиот и се користи како највообичаено, најлитературно Schadenfreude во англискиот јазик. Значи нема поцивилизирани во наводници и попримитивни јазици, исто како што нема такви народи и култури. Зборот примитивно и зборот цивилизирано ние како етнолози и антрополози не ги користиме, ги избегнуваме, затоа што доколку се користат може да дојде до некаква злоупотреба, да испадне дека некои народи се повредни од други или некои луѓе се повредни од други, некои јазици, некои култури и така натаму. Ние ги разгледуваме сите подеднако, токму преку овој принцип на универзалност. Ваквата предрасуда кон други јазици, далечни јазици, темек англискиот е најдобар, најкул, а сите други не чинат или се попримитивни, може да важат и понекогаш важат и за нашите дијалекти. Значи, ако некој се изразува, не знам, на струмички или на кавадаречки, или еве имаме тука еден битолчанец најмалце, охрилјанка, значи, ако не е литературно, демек не чини. Напротив, значи, во овие дијалекти ќе најдете едно огромно лингвистичко богатство, кое што треба да се негува и кое што без оглед од каде сте, можете да го искористите за да опишете некое чувство или некоја мисла кога ви фали друг збор. Јас знам од битолски повеќе, затоа што татко ми одјавато битолско и еднаш не му верував на мој пријател кога ми кажа дека постои израз војнет и до ден денеска мислам дека го измислил, меѓутоа е многу корисен, затоа што укажува дали некој маж бил во војска и е женет, само споен, војнет. Ти војнеци, ова нели порано кога се одело во војска па било актуелно. Сигурно и ќе чуеме после од некои други дијалекти, некои специфични изрази, што еве за некој од Скопје не само што се непознати, туку никогаш не би ни паднале на памет дека постои. Например, во Кавадарци, бидејќи има многу грозје, многу вино, може би е поразвиена терминологијата за оваа област. Во Охрид или некаде покрај вода, во Дојран, во Преспа, нешто поврзано со ловна риба и така натаму. Во светски рамки, не знам, зборевме со Мухамед за ескимите. Тие имаат многу развиена терминологија за снег, мокар снег, сув снег, ваков снег, онаков снег. Значи,
многу зависи од средината во која што се живее. Меѓутоа, токму затоа, другите култури можат да заемат од овие зборови. Сега стигнуваме до следниот слайд. Значи, токму заради ова ви реков на почетокот, додека зборувам, да размислувате дали знаете некој тешко преводлив збор од вашиот мајчин јазик или од други јазици, бидејќи најкреативниот и најинтересниот збор се кандидира за награда. Тоа е оваа книга, која што ја издадовме во нашата мала издавачка куќа, јас и маж ми имаме, се вика Табахом. Ова беше меѓу првите книги кои што издадовме. Иако станува збор за лексикон на непреводливи зборови, ние ја преведовме, колку и да звучи тоа нели парадоксално, и таа се состои од токму такви зборови од различни јазици. И јас понекогаш на моите пријатели сакам да им ја отворам книгата и кој збор ќе се падне, како некако хороскоп да им е тоа. Демек тој ден ќе има врска со нивниот со тој збор. Нивниот ден ќе има врска со тој збор. И еве сега за група вака ќе отворам. И вели Нади од Бали, Бали знаете, привремено да се премине во друга димензија. Ете ни погоди дека ние во моментов сме можеби во некоја друга димензија со духот, ако не и со телото, кога веќе сме виртуелно присутни тука. И за секој збор има кратко објаснување, значи за контекстот, од каде потекнува географски, кога се користи, кој е коренот на зборот и така натаму и така натаму. Доколку не знаете некој постоечки збор од мајчиниот или од друг јазик, најслободно можете да го измислите. Например, јас размислував за такви некои зборови, кои што би ни се нашле по некој повод, а официјално не постојат. Па ми текна, например, кога некое пријателство преминува во врска, како тоа би се нарекло. И ми текна приврска, значи пријателство, плюс врска, приврска. Или госточек, значи кога стоиш на прозор, или стоиш во ходник, чекаш лифтот да застане и да ти дојдат гости, тој момент на очекување на гостите да се вика госточек. Значи, по овој принцип, сега како ја што направив некоја кованица од зборови, не мора да биде кованица, значи може да биде тотално случајно измислен збор, меѓутоа да има конкретно значење. Доколку имате сега некакви предлози, повелете во чет или кренете рака. Доколку немате, ќе можеме... Еве, Мухамед има добар предлог. Думба баке, кога не ти се оди на работа, односно на училиште на Сабајле, ама мора да одиш. Мухамед, дај објасни ми дали има ова некаква основа лингвистичка или онака само го измисли? Го измислив онака. Да. Од искуство, така да. Чунга лунга. Аха. Па еве Сузана може да предложиш чунга лунга. Што би можело да значи? Дали да опише некакво чувство, некаква појава, некаков предмет, да не е мастика, нели? Тоа е мастика, меѓутоа зборот како зборот секогаш ме интересирало што може да значи. Ми предизвикувало љубопитност. И зошто баш чунга-лунга? Мене ми асоцира на нешто со две лица. Заради контрастот на зборовите, ама сепак има рима. Може би некоја метла со која што истовремено можеш и да џогираш, нешто така. Значи некој предмет што има две функции во едно. Значи од една страна е метла, а кога ќе ја свртиш вака е џогер. Повелете други точколюб. Тоа е веројатно некој што сака точаци, односно се вози на точак, така? Јас немам идеја за збор, ама имам
потреба за еден збор, што имаме многу чудни зборови за чудни работи што не требаат у животот, а немаме збор за денот после утре. Значи, она што го викаме прекутре? Или после тоа дека малце е безвезно. Во Битола имаме еден збор, викаме други ден. Други ден, ете. Значи, ова е типичен пример кога од дијалект може да се искористи за една ваква ситуација, а во литературниот јазик може би не постои. Значи, други ден баш поубаво и посликовито мислам дека ја објаснува таа ситуација. Зад утре е... Фала ви, имале зборови, фала ви. Зад утре е за мене многу чуден збор, затоа што зад утрото е денес, така? А не е после. Практично е поставено обратна работата. Така е, Мухамед, или не? Мислам, ако утре доаѓа, ќе дојде утре, после утре ќе дојде зад утре, значи тоа што доаѓа после утре. Така некако го разбирам ја. Значи, тука има една зафрканција просторна. Зад, нели обично вака кога ќе се свртиш, значи нешто што е зад тебе. А во случај што доаѓа позади тебе, се позади утре, доаѓа зад утре. Така позади утре е вчера. Да. Во Кичево сите викаме зад утре. Може би толкуваме соодветно завчер. Да. Ајде пишувате, значи од вашите краишта, некои интересни зборови, од други јазици што може би ги познавате. Чекайте да не пропуштам нешто во чет. Значи, наквиче, што е тоа наквиче? Наквиче, мислам дека во Кумановскиот регион го користат. Кога одам кај мајка ми, често пати ми вика дај ми го тој ставига таму на наквиче, како некое мало шкафченце, кој што има како дрвени ногарки. Значи не е ормарче, не е шкафче, вајда различно уште по нешто, тоа е наквиче. Колку да те збуни, ништо да не разбереш, ни кај треба да земеш, ни што, ни кај се наоѓа. Тај го на онаквото. Синкир. Да, ова синкир е исто турциза. Е многу тежок за преведување. Ана Марија имаш некој предлог како би се под наводници превело со повеќе зборови? Синкир. Дали е на англиски, например, as if? Или не извини, ABC Blue нека се мјутне. Јас кривам рака, не знам дали некој ме гледа. Да, ајде ведам. Вака, не знам дали има некој од Берово тука во групата, ама таму има многу интересни зборови кои што се посебни за шлапкање во вода, во вирче, доколку си во влечки е еден збор, доколку си со чизми е друг збор, доколку има повеќе вода како бара е трет збор, ако е кал е четврти, например, знам ждрапање, ждрагање, сега јас не ги знам сите, имам сестра таму, ама тие се, например, некои глаголи кои што се тотално различни. Кога ќе го кажат ждрапање, значи дека си облечен, например, во не знам, влечки и одиш низ вода. Кога ќе кажеш драгање, тоа е дека си во чизми. Така да не ги знам точно, ама се стварно интересни и мислам дека се единствени. Не знам, кај на шлапаш без разлика што имаш на нозе. И има уште еден збор кој што е во Радовиш, го користат, енос. Многу интересен и многу го применувам често. Некогаш, значи, тоа е временска некоја дистанца, не знам како да го објаснам сега, ама енос, значи, ќе го направам допрва. Некогаш, ама може да го кажеш и во минато. Енос го направив. Значи, како пред малку може да биде, како некој пат може да и вчера. Не знам дали го имате слушнато и дали го, стварно не можам да го преведам. Енос ќе одиме таму, а може да одиш ти следна недела.
Не сум го чула, значи што викаш некоја временска одредница, ма не е одредена. Може да Да. се шета и напред и назад. Така, не е одредена, а соговорникот знае кога ќе го примениш, на пример, бидејќи ако јас и ти се разговараме за нешто кое што имат, кое што подразбират недели или не знам денови повеќе, јас ако ти речам енос, ти знаеш точно јас на кога мислам во тој момент. Дека се тоа денови, а пак некој пат може да се и сати. Многу чудно. Баш интересен збор, енос. Прв пат го Енослови. слушам и баш ми е интересно, баш ќе проучам. Турски збор е тоа, се користи, мислам, обично. Ја го имам во Чаир за прв пат слушнав докога почнав да живеам. Хенез вика тие, као уште не сум дојден, ама допрва. Као допрва е нешто превод. А ја сакав да додадам дека во Кичево има баби кои што кушаат. Не знам тоа дали го има и во други градови. Бабите обично кушаат и одиш таму и тие кушаат или Како бајат, така? Да, Да. како бајат. Кога ќе те добре црвен ветер, тогаш кушаат бабите кај Како нас. дупла. Да. И нивните зборови тогаш се како магиски формули, како Хари Потер. Ево Јованка вика енос само што и имат логика, можда и така да се преведи, да. Само што појбев, само што ќе одам. Адалет Мустафа, јас сум ромка, имам еден збор кој не е литературен ромски, тој збор е имиши. Не знам дали така се чита и означува и тој ми кажал или тој или таа рече. Дали е Адалет тука со глас да ни дообјасни? Во конкретен пример? Најверојатно, да, имиши ми кажал, значи и тој ми кажа. Како потврда дека информацијата е точна. Ја чув од повеќе места, јас така го разбирам. Например, тука сум јас. Например, кога раскажуваме некому нешто и тој ми викал вака или онака и го користиме и миши. Како и тој ми рече и потоа ми рече така нешто. Како надоврзување, а не како потврда дека од повеќе извори едно исто е точно. Да. Разбирам. Само да дочитам коментарите, па ќе се префрлиме на рачињата. Фернвек, да, од германски носталгија за патување, како потреба за патување најверојатно и носталгија за претходните патувања. И ова е сега многу актуелно нели во пандемијата, многу од нас имаат фернвек. Исто има од француски, да не го заборавам, еден многу интересен термин на esprit d'escalier, духот, буквално преведено, духот на скалилата, на скалите. Тоа е она чувство, што би рекол Ѓорѓе Балашевиќ, правих се речи увек касно сетим, мислам дека беше од Балашевиќ, кога ќе ти текне нешто дури кога си заминуваш. Значи, веќе си излегол од тоа некој место, си на скалите, си се поздравил со домакините и дури тогаш ти текнува што се требал да кажеш. И тоа е тој дух на скалите. Литмара, Убамара, Бонела, Кристијан Марковски. Што значи Кристијан Бонела? Бонела е на гевгелиски вилюшка. Да. Гевгелиски стварно за некој од Скопје звучи како буквален странски јазик. Имам целиот тој регион, значи југо исток како му доаѓа, Доиран, Гевгелија, Струмица. Значи ова можам да го потврдам бидејќи имав една задача да транскрибирам, значи транскрибирање кога слушаш нешто што е аудио и треба да го запишеш. И требаше да транскрибирам стари магнетофонски ленти од 70-тите од Струмичко и Доиранско. Толку се измачив, значи ми требаше може цел ден 5 минути да сватам што зборуваат луѓето. И после кога го дадовме на човек кој што е од Струмица, и тој се мачеше. Зошто? Затоа што од 70-тите до денес и тој јазик се променил. Многу работи за кои што луѓето тогаш зборувале, посебно поврзани со работа на нива, домашни животни, празнување и така натаму, нешта кои што помеѓу време исчезнале или се намалиле во обем,
И тој имаше проблем да ги убаво да ги слушне тие зборови и да ги транскрибира како што треба. Значи, сакам да кажам, поентата ми е и тие зборуваат македонски и ние од Скопје зборуваме македонски, а што да се каже, па за разлики помеѓу македонскиот и некој сосема десети јазик. Значи, во самиот јазик има многу големи разлики. Објаснува несоодветност на нештото. Тој веројатно се однесуваше на некој друг претходен збор. Зборот машала, да. Гледате, повеќето од зборовите кои што се тешко преводливи се всушност од турскиот. Машала е како, јас го разбирам како некаков благослов или заштита од урок, кој ти кажеш машала, го фалиш нештото, но истовремено и го заштитуваш. Онади и онаквата, севдах, да, уште еден таков ориентален збор. Тандрчи. Тандрчи е, мислам, од српски за нешто што прави врева, така, како стар автобус или нешто така. Мада може или не може да се каже и демек ај не тандрджи, демек премногу зборуваш и кажуваш кој какви работи, така да може и во тој контекст да се користи. Некој крена рака, ABC Blue. Кој е? Јас гледав некои интересни работи што на интернет што си наоѓам. Најдов збор за некој што има лице, што изгледа многу убаво, шамар да му удриш. Германците имаат конкретен израз за тоа. Значи, толку е убав, што просто ти иде да го казниш што е убав. Да му удриш шамар, буквално, ако некој е доволно храбар да го прочита зборов. За странците, значи, кога работа во Меѓународен комитет на Црвен крст, нели, доаѓа од разни земји, главно се комуницираше на англиски. Многу ми беше тешко да им објаснам некои семејни односи. Например, како ќе му објасниш на некому, на странец, што е разлика меѓу баџанак, девер, золва, јатрва. Значи, едноставно тие немаат зборови за тоа. Да бидем искрен, не знам ни јас. Значи, ајде кој знае што е баџанак? Ангела? Например, од две сестри мажите. Баџо или баџанак, затоа што иде од битолски. Значи, баџанак не е крвна врска, туку по сватовска линија, нели? Со тоа што се зеле за две сестри, тие стануваат баџанаци. Золва? Весна? Золва е сестра на сопругот, на мажот. Така, имаш ти золва? Немам. Добро. Ајде сега дур си тука да те опитам и за други. Добро. Јатрва? Јатрва се двете жени на двајца браќа, меѓусебно. Така, и обично, нели, се вика се караат како јатрви, затоа што во големите семејства, кога се живеело заедно под еден покрив, тие биле како конкурентки, која ќе биде главна од нив. Супер. Се знаело која е главна најстарата жена, меѓутоа втори поред биле јатрвите. Да. Чекај, имаше некој уште. Добро, свекор, свекрва, тие се знаат што се. Шурна. Шура, да. Шура и шуринајка. Да. Тоа е од, значи, на мажот, сестра од жена му. Ајде. Како ја кажам сега, например, јас на зет ми мој, по сестра, сум му Шура. Шурна. Не, на жената брат е Шура. Да, а неговата жена е шуринајка. Шуринајка, да. Така. Зошто ги имам овие зборови? Сега, на младите луѓе, кои што не дошле во контакт со овие зборови, зашто едноставно не им требале, им е чудно што ќе ти се овие зборови, доволно тие како во англиски sister-in-law,
father-in-law, brother-in-law, што комплицирате. Меѓутоа, во народната култура многу било важно ова, едноставно затоа што има одредена хиерархија, кој е поважен од кого и кој од чија страна доаѓа, затоа што женската страна е секогаш послабата страна. Барем во нашето патриархално традиционално уредување, претпоставувам и во албанската и турската култура во Македонија е многу слична. И заради тоа требало да се знае дали е баџанак или е шура или е не знам стрина и така натаму. Практично, што е тоа практично? Не само што не се олеснува комуникацијата, туку се комплицира на некој начин за некој кој што не е воведен во тој систем. Но за тој што е внатре во системот, баш напротив му станува појасно. Но да го објасниш ова на странец е многу комплицирано. Може би знаете некои други односи во семејството за кои што дури ни јас не знам дека постои збор. Балдъска, што беше балдъска? Тоа е тоа што мислев дека е чурна, така? Свеска. Тоа е свеска, балдъска на диалект, свеска на жената, сестра. Сестра, така, јас го се смешав со шура, да. Дали некој од младите луѓе баш ме интересира дали ги знае овие зборови, дали ги користи? Или за вас е тотално одминатото нешто? Да. Ги користите, значи сепак? Да, ги користиме. Не. Сега не знам... Ги знаеме. Не знам од што зависи тоа, веројатно зависи дали имате голема фамилија, поврзана меѓу себе, можеби дали сте од град или од село, од помал град или од поголем град, значи тоа би било интересно да се истражи колку од овие зборови ги знаат младите луѓе и ако ги знаат, зошто ги знаат. Океј, значи, ако такате, ќе ви дадеме, Алекс, колку време да им дадеме за да испратат своји предлози за награда? Една недела? Може, да. Значи, на Еве да речеме, или можат во групата ПХВ недела, значи може таму да се ги стават зборовите, бидејќи сите се они членови во групата, така да, еве да речеме до вторник, за да имаме време да ја завршиме целата работа пред да се случи следната работилница. Може да ги изјаснеме инструкциите, само да им ги изјаснеме. Значи, било каков збор со значење кое што тие сами ќе го измислат. Да, значи еве како што Мухамед измисли тотално непостоечки збор, што не мора самиот по себе да одава никакво значење, а може да биде и кованица, како што јас правев. Еве, ќе измислам сега уште некој како пример. Например, дождалец. Дождалец, ама не гуштер, туку човек кој што многу се радува на дожд. Многу сака да, како беше тоа во Берово, како викале, не да шлапа, нешто да прави. Ждрапање. Да ждрапа по дожд. Ждрапање, да, ждрапање. Чизмите гумени што се, многу сака да ждрапа во, тоа е дождалец или дождалица, ако е женско. Така нешто значи, бидете колку што можете покреативни, не мора еден, може и повеќе зборови да учествувате и не една, туку ќе дадам колку има тука учесници, значи 10 книги мислам дека можам да доделам на најдобрите 10 предлози. Со тоа што нели ако испратите повеќе предлози, не значи дека ќе добиете за сите. Еден учесник, една книга. Да, мислам дека Елина ние може да формираме една сериозна... Се мутираш, Алекс. Се мутира, Алекс. Се извинувам, значи ние може да формираме една сериозна комисија од неколку члена, да ги разгледа сериозно предлозите и бидејќи се работи за предавања кои што ги правиме во рамките на Црвен крст, можеби некој представник од високите представници од Женева да биде дел во нашата комисија, навистина да биде се правично и како што треба во рамките на нашата организација. Ја оставам формирањето на комисијата на вас, значи само сакам да бидам дел од неа, се разбира, од што сум љубопитна, не од друго, така што кога
ќе ги соберете до вторник предлозите, може да направиме едно виртуелно заседание и да ги одредиме добитниците, кои што ќе добијат книгата, после ќе се договориме како, дали по курир, по брза пошта, на рака, кому како му одговара. Во секој случај ве поттикнувам што повеќе зборови и што покреативни да испраќате, се разбира со објаснување на што точно мислите со тој конкретен збор и најубаво со реченица, значи или со повеќе реченици, како би се користело во кој контекст. Дали ви е јасна задачата? Супер предизвик. Да. Супер. Потоа, ако се соберат доволно зборови, еве, нека биде предизвик и за мене, да направам еден расказ или песна од тие зборови, за да испадне едно целокупно дело, тоа што ќе го направим. Се надевам нема да бидат претешки за да се искомбинират едни со други. Ама какво и да се, ќе им се најде чарето. Ете и чаре е уште еден таков интересен збор. Да. Да најдеш чаре. Решение некакво, да. Да излезеш на крај со нешто, со некој предизвик. Добро, ајде следниот слайд да видиме. Ова беше Ова беше за прашањата. Да. Ако имате некои дополнителни прашања, слободно. Јас само да кажам, обично нели на ваквите настани пригодно е човек и да се облече. Јас, бидејќи ми студеше во маечка само од ПХВ, сепак ставив нешто символично, тоа е овој брош, мислам дека можете да го видите, кој што е направен од рециклирана пластика, од шишиња. Не знам точно кој е авторот, го купив од онаа продавница за рачни изработки Еснав, грчка амбасада. И идејата ми беше дека од нешто што мислиме дека е тотално веќе бескорисно, значи од отпад практично, може со малце креативност да се направи нешто убаво. А така и со зборовите кои што можеби мислиме дека се можеме да ги извадиме од нафталин и да ги употребиме во некој нов интересен контекст, да им вдахнеме живот. Ако нема прашања, можеме да предеме на следниот слайд. Јас мислам дека од најавата ќе направиме ја, Алекс, така да слободно поверете со. Добро. Значи, сакам оние помеѓу вас кои што се во средно школа, но се разбира и секој друг кој што би бил заинтересиран, да ве поттикнам доколку ви се интересни овие теми за различни култури, нивни обичаи, светоглед, фолклор и така натаму, да се запишете на нашите студии по етнологија и антропологија. Од оваа година имаме и нова студиска група, која што се вика Менаџмент и заштита на културно наследство, че отворивме за едноставно студентите да имат повеќе шанса за вработување од кога ќе го завршат факултетот. Ние се наоѓаме на Природно-математичкиот факултет. Сега тоа малце можеби за вас е чудно, што бара една општествена наука на ПМФ. Ќе ви објаснам зашто, затоа што во времето кога јас студирав, тоа беше група при катедрата за географија. Географија нели како природна наука се наоѓа на ПМФ. Од 2006 година се издвои етнологија и антропологија како посебна независна катедра, но сепак остана на Природно-математичкиот факултет. Не знам колку знаете, колку сте имале прилика да го посетите факултетот. Тој се наоѓа во автокоманда спроти хотел Континентал, односно сега ми е полесно да објаснам, бидејќи нели има новиот трговски Истгейт, значи од другата страна на улицата од Истгейт. И има нели додипломски студии, постдипломски студии и така натаму. Доколку не ме верувате мене дали е интересно, дали нешто ќе научите, еве може да прашате и Александра, бидејќи таа беше наша студентка и
баш убаво го продолживме нашето дружење од Црвен крст, па потоа и на факултет. И нашата катедра има постојана соработка со Црвен крст на град Скопје, постојано нешто измислуваме како да се поврземе и студентите да бидат воведени во тој хуманитарен филм што го викам јас, од кој што откако еднаш ќе влезеш, па после и тешко и да излезеш. Еве на денешниот ден во чест на оваа наша средба, па јас однесов и облека во контейнерот кој што стои пред City Mall, така некако символично да го одбележам 11.11 и нашата средба и со еден таков гест, но и секој друг начин за волонтирање и мој и на моите колеги, кои што, ете, мојот колега Виктор, например, волонтира секој петок во Центарот за бездомници, така што многу ми е мило што тие два света се исполјуваат, затоа што на крајот на криштата во коренот на зборот антропологија е антропос, човек, значи антропологијата без да се фокусира на човекот едноставно нема поента. Значи човекот некаква абстракција туку на конкретните луѓе. Следното слајдче би било и последно и некаква завршна порака. Keep calm and kama muta. Ако се сеќавате, кама мута беше она допрен од љубов или трогнат од љубов, значи се надевам дека почувствувавте дека споделивме љубов вечерва. Јас не личам баш многу на тоа мачето, меѓутоа зборувавме за непреводливи зборови од различни култури кои што имат некаква врска со љубовта и во таа атмосфера и би сакала на крајот да ви се заблагодарам за вашето присуство и се надевам дека ги остваривме очекувањата кои што ги имавте на почетокот. Ви благодарам. Илина? Да. Професорке? Соработничке? Пријателке? Сопруга, мајка. Да. Ти благодарам многу за ова предавање, за оваа презентација. Навистина беше многу интересно, многу предизвикувачки и се надевам дека дел од овие млади луѓе ќе се заинтересираат за етнологија како наука и можеби токму својот правец понатака во животот ќе го трасираат како резултат на оваа една работелница. Јас посакувам, Илина, да има само повеќе професори кои што ќе ги учат, ќе ги образоват и ќе ги водат младите луѓе низ студиите, како тебе, кои што го држат навистина вниманието, кои што пренесуваат нови нешта на еден ваков интересен начин, со предизвици и со можности тие да истражуваат внатре во својот свет и секако околу себе. Нашата соработка продолжува и понатака во некои различити нешта и секако кога имаме некои нови работилници во кои што би сакала да се вклучиш, простор за тебе секогаш има и од наша страна, се надеваме и од твоја страна кон нас дека е обострано и дека тоа што го имаме, го чуваме, може да смислиме некој збор дополнителен кој што ќе објасни нашата врска и нашата релација. Екавеизација. Да. Токму така. Тука некаде би сакала да ја најавам и следната работилница. Сметам дека нема потреба од очекување, Мухамед, бидејќи навистина тоа што беше, како што кажа Илина, дека навистина се е покриено, завршено. Би сакала да искористам можноста да ја најавам следната работилница. Прв пат ќе се случува двајца инструктори да бидат во пар, во тандем. Значи Вјоса Исмили и Симон Андонов заедно ќе држат една многу интересна работилница на тема локални хуманитарни иницијативи, односно од теорија до пракса. Се тие двајца што имат направено, да речем, на оваа тема, ќе имат можност да ви го пренесат и повторно да ве поттикнат да ги следите нивните чекори, кои што се навистина многу позитивни, бидејќи збориме за долгогодишни инструктори во програмата, за ентузијасти, за алтруисти, за екоактивисти. И тука ќе го споменам Симон, кој што веднаш изреагира кога Илина спомена дека има
брош беч кој што е направен од рециклирана хартија, тој веднаш се активираше, светна како сонце и напиша браво, бидејќи да, тој се залага за иста таква една кауза која што Илина ја сподели со нас. Така да не ја пропуштајте следниот четврток во 20 часот, навистина ќе биде многу интересно и не очекува едно вакво интересно патување баш како и денеска. Тука некаде му го